Лазаревска, во моментот кога се носеше на новото усогласување на законот за минимална плата и на новото покачување, изричито ние баравме и поднесовме амандман каде што секој раководител на одредена институција доколку не ја усогласи, не направи одредено усогласување на платите со минималната, ќе треба кривично да одговара. Вие тогаш тој амандман не го прифативте, затоа од вас како мнозинство имате особено голема одговорност за да прво се направат усогласување на сите плати со минималната плата согласно членот 8 од Законот за минимална плата, што е едно од основните барања и на синдикатите кои што го бараат од вас, заради тоа што вие како носители, како главни контрибутори за носењето на таа измена на тој закон, не си го почитувате законот кој што вие сами сте го донеле. Понатаму, за минималната плата, изричито законот кажува дека треба да се покачи и тоа не е волја на никого, теку треба тоа да се направи во првото тромесечие. Она кое што го каже и колешката Петкова, требаше особено да се обрне внимание дека вие не го решавате со феномен на врамнотежување на платите кои што го имате во 10 звања, со што дополнително го покачувате и го подгревате хаосот кој што и така владее заради ваквите избрзани законски решенија. Има доволно средства и доволна количина на пари за да може да се направи покачување и во нивото D4, а и сите други кои што се вработени во градинките, а кои што не се даватели на услуги, на овој начин не треба да бидат дискриминирани, туку и тие треба да бидат застапени во овој систем на давање на покачување на плати, зашто и така во овој момент тие плати им се потребни заради инфлацијата и сиромаштијата која што владее во нашата држава. Затоа во иднина кога ќе се носат вакви закони, не треба да се навредуваат синдикатите, ниту па да се кажува тука дека тие луѓе ништо не работеле, затоа и само давале идеи за покачување на платата и дека треба да се покачи продуктивноста. Сметам дека преку еден широк инклузивен диалог треба да бидат поканети и треба да се разменат аргументи и со сите синдикати, бидејќи можеме да видиме барем во последнава година дека нема репрезентативен синдикат кој што не ги критикува политиките на владата од аспект на социјалата. Вие бевте една од партеничките кои што брутално ги навредувавте синдикалците, исто како тоа што го правеше Јована Тренчевска, се додека до еден момент, нели, од кога се склучи оној колективен договор во просториите на Министерството за труд и социјална политика, не стана таквиот начин на решавање на проблемот системски, законски. Јас навистина не знам тогаш досега на кој начин се покачуваа платите. Да сумираме, ние ќе го поддржиме ова законско решение заради тоа што сметаме дека масата на пари треба да биде кај граѓаните, а не кај владините функционери за да продолжи да се кради, но не треба да создаваме од секое законско решение дополнителен проблем, туку треба да гледаме како да ги решаваме проблемите и оние тесни грла во решавањето на законските решенија да се отклонат на најдобар можен начин. Ви благодарам. Контрреплика Жаклина Лазаревска, повелете.